Добро вечер. Започна снимањето на долгометражниот игран филм "Медена ноќ" по сценарио и режија на Иво Трајков, професор на Филмската академија ФАМУ во Прага и амбасадор на македонската култура во Република Чешка. Проектот е финансиски поддржан од Филмскиот фонд на Република Македонија и представува копродукција меѓу Македонија, Чешка и Словенија. Главните ликови во филмот ги толкуваат Никола Ристановски и Верица Недеска. Започнуваме со урбаните вести. Се чистат одводните канали во Кадино. Одбележан 14 ноември, денот на ослободувањето на Ѓорче Петров. Основното училиште Наум Наумовски Борче и средното училиште на град Скопје Панче Арсовски, победници на 29-тиот противпожарен квиз во општина Газибаба. Со донација на компанијата Окта во вредност од 600.000 денари, денеска започна да се чисти каналската мрежа во Кадино во должина од 2000 метри. Со чистењето на каналот населението ќе биде заштитено од поплави и заразни болести. Денеска започна да се чисти каналската мрежа, која минува низ затарот на селото Кадино во должина од 2000 метри. Општина Илинден оваа активност ја реализира во соработка со компанијата Окта, со донација во вредност од 600.000 денари. Градоначалникот на општината Жика Стојановски денеска истакна дека овој дел од каналската мрежа е исклучително важен, бидејќи со уредување на истиот ќе се овозможи непречен проток на атмосферските води, но и пречистените води од пречистителната станица, која што се наоѓа во непосредна близина на каналската мрежа, која што врши зафаќање и третман на отпадни води од над 300 домаќинства од населеното место Кадино. Чистењето ќе биде во еден сегмент од 120 километри кои што ги има во општината Илинден. Еден сегмент со поддршка на компанијата Окта ќе го чисти водостопанското предпријатие Скопско поле. Драго ми е што продолжуваме и во интензивна соработка во повеќе области со компанијата Окта, која што во сегментот на општествената одговорност дава целосна поддршка во развојот на општина Илинден. Со чистење на одводните канали во општина Илинден ќе се подобри циркулацијата на водата, ќе се намалат ризиците од поплави, ќе се намали подземното ниво на подземните води и се она што значи подобрување на условите за живење на граѓаните. Овој сегмент кој што денес отпочнуваме да го чистиме, ќе биде и дел кој што ќе ги зафаќа и водите во делот на пречистителната станица која што се работи тука, односно на сегментот кој што го работиме во Кадино, вкупна должина од 5 километри. Ова е исклучително значаен проект за локалната заедница, кој има цел да ја зголеми заштитата на населението од појава на поплави, заразни болести. Истовремено е добар пример за тоа што може да се постигне преку соработка на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор. Окта и понатаму ќе продолжи со своите општествено одговорни активности, подобрувајќи го квалитетот на животот на локалното население, изјави Виктор Папа Константиноу, главниот извршен директор на Окта. Со овој проект со помош на механизацијата, предвидено е да се одведе целокупниот комунален отпад и вегетација од системот на отворени одводни канали, а кој е создаден претежно од негрижа на локалното население и во отсуство на организиран систем за менаџирање на отпадот. Со тоа директно ќе се влијае на намалувањето на количеството на смет во општината, ќе се обезбеди нормален проток на водата и со тоа Илинден ќе биде уште почиста и поеколошка општина, велат од општина Илинден. По повод 14 ноември, денот на ослободувањето на Ѓорче Петров, делегации од општината, од невладини организации и здруженија положија цвеќе на споменикот на паднатите борци во Народно-ослободителната борба, лоциран во Реунскиот парк. Во училиштата се организираа спортски, едукативно-историски часови за значењето на 14 ноември, како историски момент кога Ѓорче Петров е ослободено од фашистичкиот окупатор. Сите празници кои се дел од историјата и животот на Македонија и македонскиот народ, а посебно се дел од нас,
Ѓорче Петровци. Знаеме да го чествуваме и 903-та, нашиот почитуван патрон Ѓорче Петров. Знаеме да ги почитуваме овие борци 41-45-та. Знаеме да ги почитуваме и борците и родителите и сите тие од 2001 година. И ако треба, поново Ѓорче Петровци ќе застанат на браникот на одбраната на својата држава, било која година и помладите генерации кои ќе следат по нас, секако ќе го имаат тоа искуство и ова ризница на богатство ќе им биде секако извор на напојување да можат да се вдахнуваат со идеи за чувување на Македонија и македонското битие во целина. Сакам во оваа пригода да се заблагодарам и да ги споменам борците од 44-та година кои на денешен ден успеа да се ослободат од прангите на фашизмот. Се гордеам што нашите борци, нашите Ѓорче Петровци, беа дел од таа антифашистичка коалиција која е пишана во столбот на сите тие лауреати на победници заедно со нас македонците. Сакам да се заблагодарам на сите борци од 3-та, 8-та, 12-та, 16-та бригада, од 42-тиот корпус, 42-та дивизија и 50-та дивизија, сите тие борци кои продолжија до конечно ослободување на Македонија на 18 Тетово, финалните завршни борби и сето тоа Македонија денеска да го има, што никогаш во историјата го немала. Се поклониме пред секоја плоча каде што има македонска крв, каде што има македонско обележје, каде што лежи македонец кој го положил животот за Македонија, македонското име и македонската нација. Секоја генерација има посебна битка. Битката претходните генерации ја добија. Ја добија и ја пролеа славата на Македонија. Ние како генерација имаме други обврски, други задачи. Имаме обврска да го оставиме во наследство тоа што ни го оставија нас, нашите родители, војковци, дедовци, прадедовци, сите борци и дејци низ македонската историја. Имаме обврска и тоа треба да го правиме сите здушно и заедно, да бидеме единствени и хомогени, да го градиме Ѓорче како единствен дом за наш Ѓорче Петровци. Да го градиме Ѓорче кој од Касаба железничка станица 916 прераснува во модерен град, модерна општина. Ѓорче има свој обележја, свој традиции, свој ден на ослободување, свој значајни датуми, своја историја, своја душа, своји обичаи, своји нарави. Тие треба да ги сочуваме, затоа да бидеме единствени. Ве повикувам на ваквите чествувања. Не има секогаш доста, но никогаш не сме доволно толку колку заслужиле овие на кои треба да се поклониме. По 29-ти традиционален пат се одржа противпожарниот квиз надпревар по противпожарна заштита за основните и средните училишта од подрачјето на општина Газибаба. Првото место во категориите кадети и јуниори ги освоија основно училиште Наум Наумовски Борче и средното училиште на град Скопје Панчарсовски, кои ќе ја представуваат општината на регионалниот надпревар. Прилог на Томислав Атанасовски. Општинскиот сојуз за противпожарна заштита под покровителство на општина Газибаба денеска во основното училиште Крум Тоше во населеното место Трубарево по 29-ти пат го организираше квизот по противпожарна заштита за основните и средните училишта од подрачјето на општина Газибаба. Надпреварите се одвиваа во две категории: кадети за учениците од 7-о одделение од основните училишта и јуниори за учениците од 8-о одделение и учениците од средните училишта кои се наоѓаат на територија на општина Газибаба. Надпреварот го отвори градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. Според мене побитниот дел од ова надпреварување е што преку претходните подготовки кои што ги правиме со учениците, со нашите наставници кои што постојано ги подготвуваат учениците за овој квиз надпревар, го пренесуваме знаењето како да се заштитиме и превентивно да делуваме од пожарите. Знаеме, секојдневно сме сведоци на голем број на пожари кои што се
околу нас во Република Македонија па и низ целиот свет кои што предизвикуваат големи штети. Сметам дека само со поголема едукација и со заедничко активно вклучување и поголемо наше заедничко учество, со тоа што совесно ќе ги користиме сите оние предмети кои што може да предизвикаат пожар и правовремени реакции доколку треба некаде да се реагира кога има пожар, сметам дека можеме да влијаеме да се намалат штетите. Значи мојот апел покрај ова и до нашите сограѓани, постојано тоа го говориме, да пристапат и кон осигурување на своите имоти. Од податокот што го имаме во општина Газибаба, дека еве од оваа година од 10 пожари, околу 10 пожари кои што беа пријавени во општина Газибаба, ниту еден случај не беше со осигурана полиса. И во иднина општина Газибаба ќе продолжи со вакви активности, се со цел да ја зголемиме едукацијата и да го пренесеме знаењето на нашите најмлади жители, на нашите ученици. По завршувањето на надпреварувањето, првото место во категоријата кадети го освои основното училиште Наум Нумовски Борче, второто им припадна на основното училиште Njegош, а третото место го освои домакинот на основното училиште Крум Тошев. Во категоријата јуниори, првото место им припадна на средното училиште Панче Арсовски, втори беа основното училиште Наум Охридски, а третото место им припадна на средното училиште 8 септември. Основното училиште Крум Тошев се покажа како одличен домакин, а најуспешните општина Газибаба ги награди со пригодни подароци, признанија, медали и пехари за постигнатото знаење во областа на противпожарната заштита, а само првите места во двете категории ќе се надпреваруваат на регионалниот надпревар на ниво на град Скопје. Градоначалничката на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич денеска истакна дека е завршена реконструкцијата на улиците 147 и Томе Арсовски, а дека од денеска се реконструираат пешачки скалила, фекална канализација и промена на уличните светилки со нови и поекономични. Жителите од населбата Црниче ќе добијат нови пешачки скали од улицата Чедомир Кантарџиев до улицата Наум Охридски во должина од 110 метри и меѓу улиците Партенije Зографски и Павел Шатев. На овие две локации ќе се поплачуваат скалниците, ќе се обложи подпорниот зид со кршени павер елементи, а ќе се постават и нови канделабри. За овие градежни работи општината Киселавода издвои околу 3,3 милиони денари. Истовремено се пробива и трето скалило на трета локација во населбата Црниче, одиме со целосно поплачување, поставување на нова ограда, ново осветлување и поставување на корпи за отпадоци. Оваа инвестиција ја чини општинската каса околу 3,5 милиони денари, истакна градоначалничката на општина Киселавода Билјана Беличанец Алексич. Освен изградба на нови пешачки скалила, во населбата Црниче од денеска стартуваат и градежните работи за реконструкција на фекалната канализациона мрежа на улицата Жванска. Со планираната фекална канализација отпадните води треба да се испуштаат во постоечкиот градски колектор на улицата Наум Охридски, а за реконструкцијата општината издвои средства во висина од околу 1,1 милион денари. Освен реконструкцијата на фекалната канализација и изградбата и реконструкцијата на нови скалила во населбата Црниче, низ целата територија на општината Киселавода, од денеска започнува и голема акција за промена на уличните светилки со нови и поекономични. Во населбите Црниче и Пржино ќе бидат заменети со нови околу 450 светилки, а околу 400 нови и поекономични светилки ќе добијат и жителите од населбите Бирарија и Цветан Димов. Градоначалничката Беличанец Алексич истакна дека со промената на овие 850 светилки низ урбаните заедници, општината Киселавода на годишно ниво ќе заштеди околу 1,5 милиони денари. Во последната фаза од програмата за енергетска ефикасност на општинско ниво, преку инсталирање на штедливи светилки ќе се постави и регулација која ќе овозможи одредени светилки во доцните вечерни часови да работат со намалена мокност. Ќе се воведе и систем на менаџирање, а ќе се изврши и одвојување на командните ормани од трафостаниците на Евана и вградување на астрономски часовници за регулација на вклучување и исклучување на светилките. Нов пораз на кошаркарите на МЗТ Скопје во кошаркарскиот Еврокуб. Фудбалските репрезентации на Уругвај и Мексико забележа обидливи победи во првите бараш средби за пласман на Мундијалот во Бразил. Следуваат спортските вести, но веднаш по рекламите.